новиот Шаума Антидандруф Сензитив шампон. И за чешење на темето и првот, пробајте го новиот Шаума Антидандруф Интенс шампон. Јас ќе засушам преку цела ноќ закоравена, да ми измијат нема моќ. So what? Somat Excellence 5 во 1 со екстра буст ефект против закоравени остатоци, дури до 72 часа за извонредна чистота. Somat Excellence 5 во 1. Sajos Oleo Intense, боја за коса без амонијак, Plexin Oil технологија, ја заштитува и ја зацврстува косата, 3 пати поцврста. Обоена коса со здрав изглед. Sajos Oleo Intense. Палет. Задржете го чувството на свежо бојадисана коса. Добите долготраен сјај на косата, седмица по седмица. До следното бојадисување. Палет Делукс. Со богата Oil and Cream формула и третман против оштетување за чувство на хидрирана коса. Палет Делукс. Радоста на бојата. Доаѓа најголемата и најдобра ретро журка Forever Young 2025. Forever Young 22 март, сабота, Ивент центар, Екс-Колосеум, Нова железничка. Старт 21. Влезници во ограничен број на ticketix.mk. Зборовите можат да охрабрат. Крени глас против врсничко насилство. Обштествено одговорна кампања на Мак Петрол. Be the one thing that can change everything. Be bold. Be authentic. In a world where you can be anything. Be love. Be love. Be love. Be love. Pandora. Зарем не е возбудливо одново да се откриваш себе си? Наместо да бараме несовршености во себе, да ја славиме нашата уникатност. Затоа што јас сум скроз јас. И тоа е прекрасно. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Одберете Magenta 1 Unlimited. И земете го вашиот омилен iPhone по супер пролетна цена. Оваа седмица навиваме за ракометната репрезентација на Македонија, а во Ферплей го пречекуваме новоизбраниот претседател на РФМ Александар Стефанов. Гледајте не во недела 16:15 на Телма. Под влијание на влажна и нестабилна, но и топла воздушна маса од денеска па во текот на следните денови, нашето подречје ќе превладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Ова повеќе се однесува на утрешниот ден во вечерните часови, во текот на ноќта, како и во четврток во предпладневните часови. Во најголемиот дел од земјата утре ќе имаме променливо облачно време, ќе биде и ветровито, како и денеска, и утре ќе имаме умерен повремено засилен ветер од јужен правец, кој на моменти и наместа ќе достигнува брзина и над 60 км на час. Во однос на врнежите, наместо овие врнежи локално ќе бидат и поројни, па локално се очекува да наврнат и над 15 литри на метар квадратен. Во Скопје утре наутро утринска температура од 8 степени, дневна прогнозирана температура до 23 степени во Скопската котлина. Во делови од Скопската котлина нестабилно со пороен дожд, проследен и со ретка појава на грмотевици. Куманово 22 степени, во Велес 23, Гостивар 21, во Маврово дневна прогнозирана температура до 13 степен. Во Охрид дневната температура утре до 17 степени, Претор и Прилеп до 20 степени, во Битола дневна прогнозирана температура до 21 степен.
Во Гевгелија и Дојран дневната температура до 22 степени, како и во Кавадарци и Радовиш, Демир Капија 21, во Струмица за 1 степен пониско, односно таму дневна температура до 20 степен. Во Берово свежо наутро, сутринска температура околу 3 степен, дневна температура до 17 степен, во Крива Паланка 19, Штип дневна прогнозирана температура до 21 степен. Ваквата временска состојба ќе ни потрае се до петок и во четврток во делови од земјата повремени локални врнежи од дожд наместа проследени со ретка појава на грмотевици. Во однос на температурата без некоја особена промена, наутро утринска температура во интервал од 5 до 11 степени, додека дневната ќе се движи во интервал од 17 до 24 степени. Во петок ни следува преодно стабилизирање на временската состојба, ќе провладува сончево време со мала до умерена локална облачност и дневна температура која ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Разведрувањето ќе ни донесе нешто пониска утринска температура и ќе се движи во интервал од 2 до 8 степени. Во сабота во попладневните часови повторно наместа нестабилно со локален дожд и дневна температура која ќе биде во пораст и ќе се движи во интервал од 20 до 28 степени. Гледавте Метео, останете понатаму со програмата на Телма и пријатно. Следува Црвена линија со Тина. Следуваат програми од прва категорија, наменети за целата публика. Почитувани, добар ден. Време е да започнеме Црвена линија. Во кругот на клинички центар Мајка Тереза во Скопје, Ѓока Констракшн, фирмата која ги исполни условите од огласот и единствена се јави, нема да гради монтажни катни гаражи. Министерот Таравари го поништи огласот и најави две можности. Првата е јавното предпријатие Градски паркинг да изгради 2 катни гаражи и да ги управува, а втората е тоа да го направи службата за општи и заеднички работи при клиничкиот центар. Решението со паркирањето ќе се одложи, но хаосот ќе остане. Кога ќе одите во клинички центар, наоружете се со трпение, помолете се на Господа или одете со такси. Огласот поништен. Решение за проблемот не се гледа во догледно време. Дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клинички центар Мајка Тереза? Тоа е она што ве прашува денес Црвена линија. Но на Инстаграм стори, ако не заследите на Инстаграм, а верувам дека ќе го сторите тоа веднаш, Црвена линија на денешното анкетно прашање ве прашува дали договорот со компанијата Ѓока Констракшн за паркинг на клинички со 1% добивка за владата беше добар. Како што гледате, имате можност да дадете 2 одговори, да не кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти, ќе ги соопштиме резултатите кон крајот на ова издание. Истава ова анкета можете да одговорите ако го заследите профилот на Телма телевизија на Инстаграм и повторно кликнете на Инстаграм стори. Во продолжение ќе го проследиме прилогот на Симона Петровска, а потоа почнуваме со вас. Министерството за здравство го поништи огласот, а Ѓока Констракшн нема да гради катни гаражи на клиничкиот центар Мајка Тереза. Таравари вели дека немаат пари за да инвестираат во паркинг места, па понуди 2 решенија. Со паркингот на клинички центар менаџираат градски паркинзи. Затоа ги повикав нив, иако немаат договор веќе, ништо не земаме ние како министерство од тоа што се користат паркинг местата, меѓутоа размислувајќи реков, ајде да ги повикам дали можат тие да инвестираат во катни гаражи и да продолжуваат со понесување на паркинзите во клинички центар, што е едно од можните решенија. Од јавното предпријатие Градски паркинг состав. Се уште немаме добиено официјална покана од Министерот за здравство за состанок на кој ќе ги договориме деталите. Јавното предпријатие Градски паркинг е подготвено да соработува со цел подобрување на услугите на клиничкиот центар. Доколку предпријатието не ја прифати идејата на министерот, друга опција ќе бидат службите за општи и заеднички работи на клиничкиот центар. Ќе се видам со директорот од заеднички служби, тоа ќе остане како последна опција. Ако не може никој, тогаш заеднички служби, барем
да имаме приход таму и евентуално да се постават одредени, како да речам, рампи или одредени механизми што требаат, апарати кои што требаат за да функционира паркингот. Извори на Телма брифираат дека доколку една од овие две опции на министерот Таравари прифати да стопанисува со клиничкиот центар, нема да се распише оглас, а постапката ќе биде интерна, односно земјиштето што го има на користење Министерството за здравство ќе го даде или на јавното предпријатие Градски паркинг или на службите на клинички здравство. Распиша оглас за изградба на катни гаражи, а се пријави само албанската фирма Гјока Construction. Фирмата партнер требаше да го добие паркингот на 20 години. Иако министерот Таравари тврдеше дека тоа ќе трае пократко до најмногу 10 години, а државата да добие 1% од прометот со наплатата на паркинг. Веста предизвика бура реакции во јавноста. Премиерот се правдаше дека нема договор, а министерот ја смируваше јавноста. А по прилогот на Симона Петровска почнуваме со вас. За учество активно во Црвена линија се врти добро познатиот број 02-307-005 и задолжително се намалува тонот на ТВ приемникот. Се од причина да подобро се слушнеме, јас и вие да зборуваме телефонски и секако да не се изгубат оние 90 секунди во квалитетот на тоа колку добро се слушаме. Значи имајте во предвид да го контролирате и времето, бидејќи е предвидено во Црвена линија едно јавување да трае 90 секунди. Секако тоа се објавува на екраните, за да нели можете да имате увид колку секунди се одминати. Секако ќе ве потсетам и понатаму да имате активно учество и на социјалните медиуми за темите за кои што говориме со вас, така и за оваа денешна, што значи за следете го нашиот профил Црвена линија. Објавена е темата, секако ќе ви демонстрирам како изгледаме на профилот на Црвена линија. Пишувате коментари, секако ќе ги читаме како одговори меѓу вклучување на гледачите во ова издание. А Црвена линија на Facebook еве како изгледа. Прашуваме дали договорот со Гјока Construction за паркинг на клинички со 1% добивка за владата беше добар. Ова прашање, повторувам, можете да го одговорите и на Instagram стори, на профилите на Телма телевизија и секако на профилот на Црвена линија. Да почнеме со вас во живо. Секако прашањето за денес е дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза. Добар ден. Добар ден. Па дали сте Единица македонски. Така, дали сте задоволни со услугите? Не, македонски ќе ти ставам единица. Заговорот не е на речникот не е македонски. Молам? Македонски речник немаш. Немам македонски речник. Господине Роме, не ве разбираме, не знам зошто добивте таков печаток, но ајде да се навратиме на темата, оно што денес Црвена линија прашува е дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Гјока Construction и тоа за паркинг на клинички, за услугите на клиничкиот центар Мајка Тереза. Значи, дали сте задоволни? Верувам дека секој од вас, па дури оние кои што не живеат во главниот град, со причина се случило низ животот да го посетите клиничкиот центар, па еве дали сте задоволни? Денес Црвена линија прашува од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг при клиничкиот центар Мајка Тереза. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали сте задоволни? Па видете, за тоа е тоа, таму што е таа гужва, светилија не ја решават. Меѓутоа, ајде му помогнеме на министерот да му дадеме идеи, пошто гледаме дека нема човекот идеи. Прво да ни каже кај пресмета они 10 милиона евра инвестиција тука на тие катни гаражи. Така да објасни. Кога сите знаеме дека во центар и во аеродром имате тој тип на паркинзи, што се на платформа подигнати, и ја гарантирам со глава дека тие не коштаат 10 милиона евра. 500 места. Дали се разбираме? Тоа е една работа. Втората работа. Ако сега Градски паркинг заработува 700.000 евра годишно со 30 денара паркирање по час, колку ли ќе заработува за година дена ако биде 50 денара како што му даваат на новиот концесионер Бони? 3,5 милиона. Значи, 1,5 милиона.
на кога они му продаваат вода, топла вода му измислуваат, еве е идејата. Зема ли државата пари од маđарскиот кредит? Зошто не ги дадат како кредит на улици и патишта, да ги направи тие платформи за паркирање, по современ тек, за да не идат према пациентите, да ги огради со плексипласт, како што е заштитена за обиколницата, да го стопанисува тој паркинг, државата ќе си го врати кредитот и каматата, улици и патишта ќе има, ќе го решат проблемот со паркирањето. Благодарам многу за учеството. Сепак сте ви првиот со кој што го започнуваме ова издание на Црвена линија, бидејќи господинот Румен имавме можност да слушнеме дали е задоволен од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза. Да слушнеме останатите гледачи овој пат како граѓани. Што ќе кажете? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас се сложувам со предлогот на Љупчо. Секогаш има некои добри идеи, паметни. Тоа е навистина реална работа. Навистина би можело нешто да се исплати од тоа, да му се дај, да се земи кредитот, кредитот ќе се оплаќа, ќе имаме паркинг. И парите, фала Богу, ќе си врват кај нас. Кај го најде таравари овој дженемите низ Албанија, кај го бараше, во кој пустели го бараше таму? Дали го бараше низ шумите таму, дали низ тие гудурите таму, низ тие камењарите? Кај го најде, кај го запусти? Јас не знам што е ова работа со нас. Кој како дојде не домаќине. Ова е веќе чудо невидено што се случува со нас. Да дојде албанец, да стопанисувал со градскиот паркинг, оти немало кој да дојди. Ништо нема распишано. Или па распишала, ама така, полураспишано, пак се разбрал само еден, тој се пријавил, него го прифатил. Не оди така. Таравари малце, нека брка домаќинлог друго место, нека не брка таму, нека оди во Феризај. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме со гледачите во живо и наскоро и ќе почнеме и со читање на коментарите. Продолжете со нивно пишување. Подсетувам, најнапред за следете го профилот на Црвена линија на Facebook и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме некого? Предност даваме секако на гледачите кои што се вклучуваат во живо, за да не чекате предолго на нашите линии. Ево, уште еднаш ќе се обидам. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Одлично се слушаме. Добро е, браво за нас. Слушај. Да, ајде. Еве, јас од тие кредитите од Будимпешта, јас фирма ќе отворам, ќе се ангажирам, не 1% да добие државата, 5% ја ќе дадам на државата и повеќе 10 ќе дадам посто со мојата фирма, ја да го преземам паркингот у државна болница. Или њоња Тереза, како го викаат. Значи, ова е тешка махинација. Ујдурма невидена, убаво рече човекот од нека шума, некој го донеле го ова, па затоа сега ќе изиграва. Како рече таа фирма, заборев, некој чудно име, како Пајо Паторот, нешто така беше име, на Патор нешто име. Не е ни битно. Нека не бидат смешни, нека не бидат провидни, нека не фарбаат, више. Знаеш што, ја знам една ситуација, кога се продаваше, кога се даваше гага кога го дава Бучим, значи од Радовиш, кога го земаше Флиганец, тогаш беше премиер, тој дечкото што отиде у Бугарија, сега што е соквиски граѓанин, Љупчо Георгиевски. Тој направи една ујдурма со некој си британски петоразреден или петокласен глумец, некој си таму, го најде еден така фин, замазнет, нежен, па кога му рипна да го гушкаат куварките, кога рипна чистачките да го гушкаат, ке им ја спасел он фирмата, Бучим Радович ке бил, ова го зборам 2008 година. Значи,
Смешни се овие работи што ги прави Тараварија, проверени работи, прочитани се како букварчиња се прочитани, нека не продаваат басма. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за учеството во Црвена линија. Ајде да видиме што напиша оние кои што не следат, поточно ќе почнеме со коментарите од профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што Црвена линија секако и секојдневно ги објавува темите за кои што говори со вас. И тука изгледаме идентично како на нашиот профил, односно нашата објава, дали договорот со Ѓока Construction за паркинг на Клинички со 1% добивка за владата беше добар. А ќе почнеме со коментарот на Зоран Джолевски Џоџо, кој што напишал: предлагам парламентот да го дадеме на друга држава, додека Весна Чавдаровска напишала: веќе е даден и тоа на 3 дела. Едните кукаат за Косово, другите за Албанија, третите не се знае дали се македонци или бугараши. Како и да е една многу важна напомена, ова важи за сите кои што ќе земете активно учество во Црвена линија, не само преку директно вклучување во програма, туку и кога нели ги пишувате коментарите. Јас ве замолувам да се држиме до принципот и етиката на Црвена линија, за да не биде активирана. Тоа значи неминовно и без разлика колку сме и гневни, и изиритирани, можеби од она за што говориме денес, да се држиме до пристојноста, односно до правилната употреба на зборови, а тоа во Црвена линија подразбира да не се користат вулгарни зборови, погрдни зборови, секако не говор на омраза, а најмалку и говор на кој што укажува на насилство. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па еве, дали сте како граѓанин задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Воопшто не сум задоволен, а и ова сега што министеров, да не го спомнувам името, да не ме исклучите, значи што кажува дека 1% треба да има добивка, а пред малку го слушнам на една телевизија, па вика, па ништо не се тие 50 денари, а тој математика е многу слаб, затоа што ако паркингот е 30 денари и се зголемува на 50, тоа е 65% покачување на паркинг. Еве, сигурно не слушат, ама колку да му кажеме, добивка ќе има владата 1%. Мислам дека има некој добар математичар во владава, што малку разбира математика, и може нека им објаснат како оди таа работа со процентите. Циркус се случува во државава, ако не го бива за доктор, а многу малце го бива. Јас сум лично од него во инвалидска количка, така да ја оправи прво општината во Гостивар, а сега ќе го оправа и Министерството за здравство. Циркус невиден. Многу сме, не само што сме гневни, и разочарани сме тотално од све што се случува во државата. Штета што не можеме да си заминиме сите во пакет. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Не заминувајте никаде, останете со нас, секако треба да ги слушнеме и останатите гледачи, да дадат одговор како граѓани, дали се задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Бака, сега во однос на паркингот на Мајка комплекс Тереза центри, па можем да ви кажем дека прво е хаотичен. Оно за здравоспособните е хаотичен, а не па за останатите лица со попречност, дали се слепи или телесни лица, со попречност не е битно. Во однос на паркингот, јас сметам дека може тој истиот да се даде во СИС, да направи еден свој убав објект, да речеме да има 500 паркинг места, каде што преку тие 500 паркинг места биде и другиот дел искористен, како што се со, да речеме, апартмански делови, делови за храна, делови за лекови, сите тие работи, за да еден вид мултифункционално биде искористен простор, бидејќи ви имате луѓе кои што дечињата таму им да речеме им спијат по болницата, ама те нема кај да спијат и тука тие можат по одредена цена да бидат сместени. Значи сакам да кажам
дека тој објект, тоа место треба да си го земат да го водат СИС и општина Центар. Бидејќи согласно Законот за локална самоуправа, тоа припаѓа под општина Центар и тука треба СИС. А не може да вие некои други да доаѓат, што ќе им текне, да се отварат паркинзи. Што е ова? Стана луѓето веќе на своите пари трговска марка. Не може. И сме. Големо благодарам за учеството. Останете со нас. Повторно ве префрлам на Facebook, овој пат на профилот на Црвена линија, каде што имаме голем број коментари. Продолжете да пишувате, ќе читаме секако меѓу гледачите кои што се вклучуваат во живо. Ќе продолжиме, односно ќе го прочитаме, подобро да речам, на Црвена линија профилот, овој прв коментар кој што од овој профил ќе го споделиме со вас, на Дихек Топов, кој што напишал: не, има македонски компании или јавни предпријатија кои можат да стопанисуваат со нив и парите за услуги остануваат дома. Ружица Втор напишала: паркингот е катастрофа, дури и да се плати нема место. Треба 2 до 3 километри подалеку да се паркирам. Благодарам за учеството преку коментари. Продолжете да пишувате, ќе читаме, повторувам. А сега одиме со вас во живо. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте, ве слушаме. Министерот, како доктор, знае добра математика. Чудно како премиерот не знае математика. Таков објект, таков паркинг да се издаде со 1% приходи за државата, а што рече и Љупчо, зашто општина Центар не земе кредит од тој маđарскиот, па да направи катни гаражи и пари колку сакаш има. Немој да ги подценувате министрите албанци, зашто многу памет има. Тоа го направи и Артан Груби, тоа го направи директорот на Лотарија на Македонија, тие знаат каде лежат парите. Затоа така и работат. Ама премиерот толку математика, толку цифри да не знае, тоа не ми е јасно. Или има процент и тој тука. Бидете поздравени. Благодарам. Покуси од предвиденото време, но сепак доволно јасни. Бидете поздравени, но останете со Црвена линија. Добар ден. Продолжуваме секако со вас. Прашањето денес на Црвена линија е: дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Дополнително ве прашуваме, се разбира и во живо, со оглед на тоа што ова е денес и анкетно прашање на Instagram стори на Црвена линија, тоа е дали договорот со Гјока Construction за паркинг на клинички со 1% добивка за владата беше добар. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Што се однесува за темата, не сум задоволен. Никој не е задоволен, се знае, тоа е хаос е таму. Него воопшто сакаме што едно советување на ова влада. Да се организира референдум. Да, ме слушате? Да, продолжете. Да се организира еден референдум да се продаде Македонија на американците, на Трамп, и да се спасат македонците еднашка. Зашто овдека многу патриотизам, а малку патриоти. Овде све е хаос. Затоа Македонија може да се спаси само ако се продаде на американците. И тогаш и правдина, и ќе живееме поубаво, ќе бидеме 51-ва држава на Америка, а не вака стално што ќе биде, како ќе биде, све е катастрофално овдека. Затоа мислам дека народот 90% ќе биде за да се продаде Македонија. Не го заслужуваме ние Македонија. Крај. 35 години, све исто. Дали ќе има пензии, дали цените, све е катастрофа. Тоа е јавно. Зато еднашка не кажуваме вистината. Овдека све, дали ќе биде војна или нема да биде војна. На тоа се асоцира овдека. А вака бе, брат, дај бе на луѓе што знаат да водат држава. Овдека не знае.
Благодарам за одговорите. Сега кој ќе подсетам, само внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување, така е предвидено во црвена линија, но сега ако сте добре дојдени и за повторно вклучување во емисијата, доколку повторно го завртите, се разбира нашиот добро познат број 0230700005. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Па еве вие дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Видете, не може да се каже дали сме задоволни или не сме задоволни. Проблемот е, просторот е тој. Ако отидеш по Сабајле кога има место се паркираш, ќе би задоволен. Ако нема место, како ќе би задоволен? Не може да би задоволен, просторот е тој. Улицата тесна е, требаше таа да биде малце поширока, се знаеше и тука има прилив на луѓе. Тие е собра улицата, па таа една куќа долу, па и таа ако стеснува патот, па гужва наредено не можеш да поминиш. Него овај, сега што збореше пред мене, зборуваше, викам Америка да не продадат. Оди на пазар и сакаш да купиш краставици, ама скапаните краставици ти ќе купиш, нема да купиш. Америка нема да не купува. Што ќе купи од нас? Квалитет некој? Судството ќе го купи? Работната сила, што... за работа може не бива, ќе копаме нешто таму. Ние пропаст, катастрофален пропаст сме во све. Само тендераши, само рами сега се на сцена што може да издрпат држава, да ја покрие, да ја потисна, да ја снема. Тука е целата работа. Неспособни се на власт и друго не размислуваат освен арамилукот. Не го гледам времето, пријатно и убав ден имате. Точно го испланиравте времето, кое што е одредено 90 секунди. Благодарам за вашето учество и секако за одговорите. Продолжуваме со вас, драги мои. Денес Црвена линија ве прашува дали како граѓани, корисници еве сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мислам дека искрено не е дискутабилно дали сме задоволни или не. Мислам дека никој не е задоволен, па и јас. Значи, пред се пуштаат 10 пати повеќе возила од капацитетот што е на клинички центар и секој пат е таква гужва, значи од тротоари, од секој ќоше се искористува. Највеќе ме натера да се јавам коментарот на господинот Таравари, кога рече дека 50 денари не е многу за паркинг. За кого не е многу? За него, што зима плата со 600 цифрена сума. Многу е за секој друг граѓанин, кога ќе отидеш таму, пример со термин, па ќе го чекаш докторот 1 сат, па ќе те шетаат од една врата на друга. Значи си потрошил 3-4 часа шетајки, дали завршил или не си завршил работа неминовно. Тоа се веќе 200 денари, па се враќаш на паркинг, како што реков, пуштат 10 пати повеќе возила од капацитетот, па некој се заградил, па чекаш уште дополнителен час, не е многу 50 денари. Не знам јас од кај му е овој коментар, со вие плати, со вие пензии, пензионери, ве мислам, стварно е срамота да го даде тој во моментов ценава е скапа, а не па камо ли дојдеме за погоре. За кои услови не е многу. Што треба да се, значи, да се дозволи, како и секој паркинг со зелено, со црвено светло. Има простор, нема простор, а не да се пуштаат возила за да се ќарува по... Подсетувам, само внимавајте на тајмерот, но нема да изоставам да ви се заблагодарам и вам за учеството. Сега повторно ќе прочитаме коментар од профилот на Црвена линија на Facebook. Коментарот е на Винг Чун, кој што напиша: секој ден во секој поглед се повеќе тонеме во жив песок. 1 напред, 3 назад, ни нема спас. Благодарам, Винг Чунг. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте, најубав ден и вам. Па задоволни ли сте од услугите на Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Предходната гледачка многу убаво објасница, можам да ја поддржам. Си да го прашам Тараварис, плюс дека не ни плаќа он паркинг.
Значи, на толку 1000 евра плата и не плаќа, па што ако е министер? И оме е граѓани на оваа држава, не значи дека они ако се функционери не треба да плаќаат. Значи сите треба да се плаќаат. Меѓутоа сум ја најголем противник за паркингот што е внатре во болницата. Па тоа е тука бре и да се израз ке се разболиш, а не болем. Значи како може таков клинички центар да биде? Клинички центар 8 септември разбирам болница. Влагаш унатре, сеќе е унатре и нема излегување. Ти одов дека од овој клинички центар шеташ болен човек по дворот, издувни гасови, луѓе, секакви, тоа не личи на клинички центар. Значи не треба уопште да се дозволи внатре со возило прво да има паркинг во тој клинички центар. И не знам, тука тој клинички центар нема да постои. Како нема да постои? Ако не, зошто, што ќе прави тука? Сега ќе го даде на овој, ајде да не кажувам тој што го зима за да стопаницува со градски паркинг и што после толку години ќе го срушат, ќе прават тука некој овакво трговски центар или згради, не знам што ќе прават. Значи нешто уште од сега се планира дека нема да постои и дека нешто ќе се прави тука. Благодарам и вам за одговорите. Продолжете да не следите. Црвена линија за оние можеби кои што малку подосна се вклуче, но верувам дека сите сте запознаени. Денес ве прашува дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза. За оние кои што сакаат да учествувате во анкетата, не заборавајте задолжително, се уште има време да не заследите и на Инстаграм. Кликнете веднаш на Инстаграм стори, како и на профилот на Телма телевизија на Инстаграм, каде што и на тамошното Инстаграм стори е објавена денешната анкета. Дадете одговор на прашањето дали договорот со Гјока Construction за паркинг на клинички со 1% добивка за владата беше добар. Добар ден. Да се доискажеме, така. Повелете. Да ги пратите министерот и премиерот на Битпазар, да видат како Зелева и Скопски пазар го решил проблемот со паркирањето над пазарот горе. И друг пат да не прават такви излети, дека мора странец да ни прави паркинг во клинички центар. Сте били ли на Битпазар да видите како е решен проблемот со паркирањето? Над пазарот горе, на метални стубови е дигнат пари, направен паркинг плац. И тоа мислам дека за околу 200 возила. Па, гледате како сме способни да направиме нешто, меѓутоа дека се работи за тешка дубара, како за оваа што се спрема кај стоковна куќа Илинден, кај площадот Скендербек. Бас би сакал да ги прашам тие слушаци, кој паркинг место кошта 45.000 евра, сакам да прашам. Бидејќи се спремаат да прават гаража 20 милиона евра за 400 возила. Па негде вика дека треба да кошта едно паркинг место 45.000 евра. Па тоа ќе биде грабеж на годината. Тина, јас сум сообраќајен техничар и од прилика знам како се проектираат паркинг места и како се пресметуваат. И на крај да завршам. Зошто повторно морам да го прашам министерот? Зашто ни служи јавното предпријатие за деловен простор? Тоа во Скопје може да стопанисува со 4 катни гаражи на 8 спрата, ама не може да стопанисува, не може да се најде чаре за паркингот у клинички центар Мајка Тереза да го решат. Ете преку него нека го... Благодарам многу за повторното учество. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Ке подсетам, продолжете да пишувате и коментари се додека трае црвена линија. Ке ги читаме и коментарите, бидејќи тоа се одговори на денешното прашање. Дали сте задоволни со услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам. Затоа не можете добро да ме слушнете. Кажете. Дали е добро сега? Во црвена линија сте, повелете. Јас ве слушам. Повелете и ние ве слушаме. Ние сме од друг град, не сме од Гевгелија. Така. Јас добро за ова што е за градскиот паркинг, нели? Што е во при клинички центар Мајка Тереза. Да, мене не ми е јасно зошто да се плаќа паркинг, например, во некоја клиничка болка ова што е Мајка Тереза.
ние не идиме таму на екскурзија па да плаќаме паркинг. Паркинг се плаќа ако одам јас во, например, да одам во Скопје некаде да застанам, да одам да купувам нешто и сите. Ние таму одиме за што се вели да се лечиме и сите тие работи и на тоа дозгора паркинг. И плюс тоа може да се деси, например ние код Гергелија или било кој што сме од страна, да не завршиме работа цел ден и треба јас таму по 50 дена, ако имам 10 сати или 8 по 5, јас да дам пари таму. Зашо? Ја не ми јасно. Тој клинички центар направи, разбираш, таму за да не се плаќа, да тоа да колку е паркингот, толку е, колку има место, толку ќе се паркира, а не 50 денари, 70 денари. Тоа не ми е јасно. И не е убава работа. Пријатно, благодарам. Големо благодарам и вам. Што еве споделивте, какви одговори имате на денешното прашање? Продолжуваме со вас, драги мој. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Дали сум на линија? Да. Дали сте задоволни од услугите на Во градски принцип, парк? не само јас, 90% не се задоволни, не само од градски парки, од сите стопанственици кои стопанисуваат со паркинзите, воопшто не сме задоволни. Мени тоа оде последно за клинички центар, Борче Дивјако ќе го поздравам што рече, ако отидеш рано сабајле ќе најдеш место. После нема шанса. Ми се случило 3 пати да вртам круг и не можам да најдам место. Мени тоа, за мене е нелогично, значи да се даде на надворешно лице да стопанисува со тој нов, да речеме, паркинг простор, значи со какви ќе бидат тие, дали монтажни, какви ќе бидат гаражи. Меѓутоа, не ми е јасно, има 30-40 објекти на собственост на мајка Тереза и да се даде на некој да стопе. Тоа може да се направи самата болница, да направи, значи, гаражи кои ќе ги користи сама и тие место 1% да добива 99% самата болница тоа. Меѓутоа, нас полесно ние да го продадеме на некого нештото, да земеме провизија од тоа и после глава иш да не боли, што да речеме, ево дека само за овој, ако Џокај го земеше, он ќе дадеше на државата 275.000 годишно. Која е таа пара? Па воопшто ја лично не би размислувал за тоа. Воопшто, значи, добро е што се раски. Благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме и со коментарот од профилот на Црвена линија на Facebook на господинот Борчо Иванов, кој што напиша: и за нов тендер мрежата за полнење нечии џебови е иста. Ке вртиш час и половина, ке трошиш гориво, потоа мораш на бензинска пумпа, пак за добивка на истата таа мрежа корумпирана. Благодарам и вам, господин Иванов, за коментарот и секако за активното учество во оваа денешна Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во клиничкиот центар Мајка Тереза? Јас сум задоволен, Тина. Да ви кажам наискрено, сум искрено да кажам задоволен. Прво се поевтини со цената, а паркингот е толкав колку е квадратурата. Не може да не сместа на месечина или на небо. Таа е квадратурата, толку автомобили може да влезат и тоа. Зашто ги напаѓаме ЈП Градски парк? Се извинувам, сакам да ве прашам, дали ЈП Градски парк е државна компанија на градоначелничката Данела? Веројатно е под ингеренции нејзини, не знам, ако грешам, нека ми опростат. Па зашто? Не чини сега затоа што она не е припадник на некоја партија и не е под диригентство на политичка партија ДПМН или СДСМ. И затоа не чини они. Дај ќе земеме сега од страна некоја компанија која ќе ги наплаќа дупло паркинзите на час, а не на ден. 50 денари, господа, на час. Кај го има тоа, во која држава? Во Франција ли сме или во Лондон сме ние? Скопје, знаеме Скопје и Балкан кој е. 50 денари на час. Кај го има и нечинел Градски парк? ЈП, зашто? Затоа што е наша компанија. Па дај од Палестина да донесеме. Дај да ги партизираме сега и градските вециња, да ги обоиме ВМРО, ДПМН и СДСМ. И ние и тамо да... Благодарам за учеството и одговорите. Подсетувам, внимавајте и на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. По завршувањето на 90-та секунда автоматски се исклучува тајмерот, се прекинува линијата.
Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Да сте живи и здрави. Паркингот моментален е најдобриот паркинг за мене. Зашто? Ќе дадам 5 сати по 30 денари, 150 денари. Кој ќе биде 50, тој не од 50 ќе отиде на 150. И рачунајте 8 сати кој ќе седи некој или кој ќе има некој, не дај Боже, смртен случај, кој ќе влезат 20 коли, доека го извадат пациентот, доека го соберат, доека дојде брза помош, денот ќе ни отиде и ние што сме направиле. Иако за паркингот се зборува дека има 20 газди од Македонија, но за сега тоа се е тајност. Затоа може да го земе компанија, наша македонска компанија, и да парите да останат у Македонија. Или што рече претходниот, зар ние неаме предпријатија јавни што може да го подигнат, да го земат под концесија, да го земат за 5 години, за 10. Таравари рече за 8 години, ама тоа не се знае до која ќе биде. Имајте убава вечер. Имајте ви убаво попладне вечер, но секако останете со црвена линија. Сега малку ќе ве префрлам повторно на Facebook и ќе продолжиме со коментарот на господинот Моне Ѓоргиев. Иако црвена линија напоменува да не се користи речник кој што алудира на насилство, или говор на омрза, секако ќе нема да биде прочитано зборот кој што употребен, но еве суштината секако ќе ја прочитаме на господинот Ѓоргиев во коментарот. Таравари цела влада да отидат до камениот мост. И тука ќе престанеме, а ќе преминеме на суштината на господинот Ѓоргиев во коментарот, кој што напишал: кој парадокс фирма од друга држава да го обезбедува паркингот на Клинички. И што не ја прочитавте пораката, нема ништо навредливо. Тој дел кој што го изоставивме, верувам дека еве и господинот Ѓоргиев ќе се сложи. Следниот коментар е повторно кога ќе учествувате. Ве молам, нема потреба од такви зборови, доволно е да се поентира со суштината на вашиот став. Така да знае господинот Ѓоргиев на што мисли црвена линија. Ние продолжуваме понатаму совест. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Така. Значи, овој проблем стана сега, за 7 години не беше проблем, така да дека владеа овие. Сега дори се жалат дека било проблем. Нема веза колку сум се отишол на колоноскопија, ќе оставам таму кај гастро, таму кај што е, колата ми стоела. Ако не, ќе ме остават у Даймонд доле, знаете колку е од Подвожњак до Клиничка доле, паркинг има колку сакате, и 2 сата без пари. Не е далеку 100 метра, така. Има алтернатива, али таму само за брза помош, за хитно е, или за вработените што ќе остава. А ние ти, ја можам да влезам со кола, да ме остават, моите да пројде, да излезе и иде у Даймонд да паркира, па да ме пешки. Нема проблем, ако свете се сака, ако не си настроен противник од партиски. Све може, и тоа ефтино 2 сата без пари у Даймонд. Знаете каде е Даймонд? Ова железничка стара, како беше. Значи, од крај до крај е доле гаражи празни, 2 сата без пари ако купиш нешто, и ако не купиш, никој не те дира. У нивните продавници. Веруете ли, на 100 метра е. И не знам ја што е ова кукање, плачи. Таму е, не ми е, само за брза помош, хитно, која тогаш треба да биде. Така. Внимавајте само на тајмерот. Големо благодарам и за вашите одговори. До сега можевме да слушнеме голем број на одговори и ставови на гледачите, кои како граѓани денес го даваат одговорот на прашањето на црвена линија. Тоа е дали сте задоволни од услугите на јавното предпријатие Градски паркинг во Клиничкиот центар Мајка Тереза. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Уврска со паркингот, сите граѓани се незадоволни од тоа.
А да се реши тој проблем треба прво Министерството да се посвети на организациониот дел. Дали треба од внатрешноста сите пациенти во Скопје да доаѓа, треба да се разработа клиничките центри регионални и да има еден филтер хитните случаи да доаѓа во клиничкиот центар и така ќе се намали притисокот за паркинг места. Друго, по една моја пресметка, да речеме 2000 паркинг места има таму, 5 сати секој корисник на паркинг местото да го користи по 50 денари за 20 години, 58 милиона евра ќе заработи некој. Дали овој што се јавил на тендерот или државно предпријатие од заеднички служби и за јавни паркинг. А од тој колач државата ќе има само 500.000 евра корист. Толку. Благодарам за одговорите. Продолжете да ја следите Црвена линија. Добар ден. Хало, добар ден. Убав ден. Па дали сте задоволни? Да, се слушаме. Е вака. Паркингот ќе на 2 спрата нешто така рекол дека ќе го прават, на 20 спрата да го направат, не може да се реши проблемот. Затоа што многу наплив има на возила. Тука апсолутно не се решава проблемот. Со било каков паркинг да се прави, колку да се прави. Стално ќе биде пол и стално ќе нема место. Не е тоа решење. Него, ја мислам, пролазен да биде паркингот 5-10 минути да влезеш и да излезеш. Ништо друго. Да го оставиш болниот и да излезеш, па пак да се вратиш да го земиш ако треба. Или било што. Иначе, хајде во Скопје паркинг. Кој паркинг, кај да појдиш сек дека се полни? Колку има возила само во Скопје? Колку има прилип од надвор? Кај може паркинг да ги припати, да ги прими? Еве во трговскиот центар појди долу, дали може да најдеш место? Нема. Апсолутно. Возила има 5 пати повише него паркинзи што може да ги прима. Така да, тоа е грешка да градат паркинг по државна болница, да го средат убаво, пролази да си има, слободно возилата да влагат и да излагат. Друго чаре нема. Со паркингот, со двократно, како реко, ќе направат 200 возила и ќе го решат проблемот. Немој. Тоа е играчки за деца. Тој што не разбира што е проблем, тој тоа го прави за да заработат пари. Да наплати на луѓето помини. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Се уште Црвена линија е отворена за вас. Да чуеме што ќе кажат и гледачите до крајот на ова издание. Добар ден. Дали се слушаме? Дали има... Добар ден, ве слушаме? Да, повелете. Е вака. Значи, како да се реши? Па еве господинот многу кажа убаво за удајмон, меѓутоа треба да се остави за тие хитни случаи за да може да влезат, брза помош да влезе. Кај нас е катастрофа што секој, да речеме буквално, сега еве и повеќе иде сам, за некој преглед, испитување и така, иде сам со едно возило, со една кола. И сега вие рачунете, друго е да идете двајца, тројца и четворица, друго е сам да влезеш со кола и да нема место. Меѓутоа, ја не можам да сватам, значи ако стварно толку имаш потреба, па има такси. Те остава такси, значи користи го таксито кога имаш такви случаи. Сега, затоа што ти да користиш гориво, трошиш, плаќаш, не знам, паркинг, нервози и 300 чуда, кој ќе видиш тоа тука нешто слично ти дава. Значи, мора некако народот да се научи на некој ред, сега како да го кажам. Инако со овакво, како што гледам, демек секој овакво возило сам и како сакате вие да се најде и толку простор. И друго, зашто ние секој пат да даваме на друга држава кај нас, вие му давате простор, а он се па мислува со тој простор и си заработува. Сега кажете ми која е поентата тука, која е добивката на државата или на институцијата, значи никоја. Зашто самата, толку ли сте сиромашни да нема самата институција да направи еден паркинг, па ова не е, не знам, кинески вид. Значи стварно, ние секој пат даваме странци да...
90 секунди е време трењето. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Сега е време, дојде всушност и времето да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. Заследете не уште во овој момент, за да веќе во утрешната анкета активно земете учество. Па еве каков одговор дадоа Инстаграмџи. Дали договорот со компанијата Gjoka Construction за паркинг на Клинички со 1% добивка за владата беше добар? Со да одговорија 21%, со не одговорија 79%. Сега продолжуваме со рекламите, потоа повторно се гледаме во студио. Професорот по машинство во манир на спортските вештини на неговиот предходник ја почнува борбата удар во чело на правосудството. Кроше, директ или аперкат, што ќе следува по интерпелацијата? Какви тегови ќе се стават на тасот на јустиција? Како досега од најквалитетниот наш месинг или ќе се раскине партиско-судско-обвинителската мрежа? Зошто собранието утврди јасен патоказ за реформи кога не го почитува? Во топ тема вечерва дебата со Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка, и Дарко Аврамовски, коалиција Сите за правично судење. Топ тема со Боби Христов во 19:15. Во утрешното издание во Утринска на Телма. Во утринската тема зборуваме за создавање здрави и еколошки навики. Садиме дрвја и промовираме трчање за здрав живот. Специјалната олимпијада на Македонија на Зимските олимписки игри во Торино. Во живо оттаму се поврзуваме со Драган Караджевски. Во студиото ја најавуваме и промоцијата од хуманитарен карактер на новата книга на Јасмина Јошевска «Анатомија на речта». А утре го представуваме и коктелот на денот, заедно со нашиот бармен Филип Арнаудов. 6 часот и 55 минути се будиме на Телма. Пречекајте ја пролетта со нов телевизор. Одберете Magenta 1 Unlimited. И земете го вашиот Philips телевизор по супер пролетна цена. Избрич, повлеч, искини, скри, депилирај, откорни или само биди си ти. Нежната светлина ги успива влакната. Фотоепилатор Philips Lumea. Чувствувај се слободно во сопствената кожа. Време е да ги откриете нашите најдобри коколино мириси досега. Новата линија Parfum & Care со ProFiber технологија. Уживајте во мирисот кој трае до 100 дена. И бои со интензитет кој трае подолго. Коколино. Сакајте ја својата облека подолго. Знаеш, она кога си на планина, па ќе си кажеш, зошто не доаѓам почесто? Она кога природата е кона слика и можеш длабоко да вдишиш, и да се смееш, и да одиш уште повисоко, сам, со другарите, сама, со твоите, да почувствуваш што се ти даваат планините, а што можеш да им дадеш ти. Зборувај ми ти за Скопје, за Вардаровиот кеј, за водно, зборувај за Шарпланина, за Издвојуваме по еден денар од секој скопско и скопско смут во стаклена амбалажа за нашите планини и заедно се грижиме за нив, зашто тие се наша гордост, но и наша одговорност. Одберете Magenta 1 Unlimited. И земете го вашиот омилен Xiaomi смартфон по супер пролетна цена. Decirles la verdad, pero quería tener la certeza, la seguridad que Ginebra estuviera en la cárcel. Ginebra, ella se burló de mí, me mintió. Quiero que lo leas tú mismo. Estás divorciado de Ginebra. Y todas ustedes, mugrosas, me van a respetar, ¿me entendieron? Aquí mando yo. ¿Cuánta gente se metió al link de cripto? No me interesa cuánta gente se metió. ¿Es eso o ir a prisión? Usted no es millonaria.
pero en su alma, en su corazón, usted tiene más riqueza de la que yo he podido ver y conocer en toda mi vida. Estamos dispuestos a devolverte la libertad, pero para eso necesitamos que tú también nos ayudes. За љубовта нема рецепт. Утре, по 13 часот и 45 минути. Само на Телма. Lise, je voudrais remercier Lise aussi, merci. Merci d'être là. En confiance. Неколку години подоцна. Et la seule chose que je sais sur vous, c'est que sur votre dernière affaire, vous avez fini par buter le coupable. Écoute, monsieur, on a retrouvé le corps d'une femme dans le secteur. Elle a été étranglée au rouet de coups. Серијски убиец сее смрт. A priori étranglée, mais vu le nombre de contusions, mieux vaut attendre l'autopsie. Но тешко е да се види вистината. Ça veut sûrement dire qu'il connaît les techniques d'identification. Кога е премногу близко до дома. J'ai tout de suite su qu'il lui était arrivé quelque chose. Продолжуваме со нова сезона. C'est moi, Marthe. Убиецот покрај езерото. Не пропуштајте ја првата епизода. Вечерва во 20 часот и 30 минути на Телма. Големо благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што го креиравте вие преку вашето учество и сега кога одговорите. Кога сме веќе кај убавото поплодне, гарантирам дека ќе ви биде одлично, бидејќи она што следува, а веќе се паркирани, тоа се моите соседи, не натикате и не случајно велиме никој како нив. Добри сме, се поднаместим. Како за на свадба се подотеруваме и почнуваме. Јас не ве гледам за жал, ама ве слушам, дали добро сте паркирани еден до друг или имате метеж? Тина не може да види какви сме? Не можам да видам. Ние одлично сме паркирани. Метеж не ке ме да чуеме, затоа што гостинките за малку ке ни задоцне. Сега ми покажуваат, гледам, имате доволно, почитувате размак од еден до друг. Од едно столче до друго? Да. Дали често ја користи... Еве, видете што се убави. Ма ве препуштам во вистински раце, а секако јас и вие се гледаме во утрешното издание на Црвена линија. А ние се